Што зависи од нас да ги ставиме бугарите во уставот? Океј, ќе ги ставиме бугарите во уставот и излага вашата министерка вика ако ги ставите бугарите во уставот, тоа не е крајот на нашите барања. Тоа е официјална позиција на бугарската политика. Официјална позиција, извини, на бугарската политика е дека не постоел македонски јазик, дека е дијалект на бугарскиот. Тоа е официјална позиција на бугарската држава, изгласано, ратификувано, декларирано во бугарскиот парламент. И сега вие барате ние да признаеме да се само негираме. Македонци не постоеле пред 44-та, македонски јазик не постоел пред 44-та, Македонија нема свој херои, Македонија нема своја борба за независност и автономност, Македонија нема свој корен, македонците не постоеле, културата им е бугарска, ама е верзија на бугарската култура. Тоа се зависи од нас, тоа ние да го прифатиме тоа се. Зашто? Затоа што вие се чувствувате несигурни и фрустрирани, не знаете ви од кај сте, што сте. Ви треба историска комисија да констатира дека бугарската историја е иста со македонската, бидејќи инаку што би кажале. Само дека бил бугарин во услови кога не постоеле национални држави. Кој од нас е фрустриран во моментот? Ти си Ѓорги фрустриран. Бојко Борисов, Румен Радев, Десислава, не знам таму кои се беа. Бугарскиот парламент. Вие уште се повикувате на Састефанска Бугарија и на вашето право Охрид бил бугарскиот Ерусалим. Кога имаш слушнато ти официјален став во македонското собрание во кој што се вели Софија е градот на македонската организација ВМРО? Кога си слушнал дека Софија е столицата на македонизмот? А де факто бил. Вие од овдека од кај нас носевте номенклатурни бугари кои што зимале под 5000 евра месечно во вашиот бугарски парламент да зборуваат дека Охрид е бугарски Ерусалим и дека биле дискриминирани. Како ние тоа зависело се од нас? Кога гледаш дека не зависи се од нас, што и да направиме ние, ова сега, вака не чини, така не чини. Ми збориш преска за коментарите за Бангаранга. Отвори ги коментарите и види ги честитките на македонските граѓани кои што се радуваат што следната година ќе може да идат да гледаат Евровизија у Софија. Всичко виждам. И сега ти всичко виждам, ама Гоце Делчев да прифатите дека е бугарин. Па не прифаќаме дека е бугарин, како да ти кажам. Вие прифатите дека е македонец. Зошто не прифатите дека е македонец? Вие прифаќате дека Гоце Делчев е бугарин. Дали е бугарин? Слушај, Гоце Делчев. Дали е бугарин? Дали за бугарската јавност Гоце Делчев е бугарин? Гоце Делчев е и българин и македонец. И когато успеем да създадем този заеднички наратив, който да обяснява етногенези,